Са вака, ке прашаме директно. Што се случува? Во моментот, значи, македонскиот народ има право да влегува? Ама ние сме македонци, не сме ние од Са, Реджеп, то не знам. Дечки, дечки, зошто не смеме да влеземе? Ало? Значи нема коментар, а? Ке може ли да ни се представите и да ни кажете што се случи со вас во базенот во Битола, зашто не ве пуштиле да влезете? Така, значи пред све ја сакам да се представам, јас сум Јашаров Битола. Ја Јашаров Фикри од Битола. И значи сакав исто како сите граѓани што се во Република Македонија. Значи наравно сезоната кога почнува, значи за лето има два базенти, едниот базен се наоѓа Олимписки, вториот базен е Довлеџик. Јас замина во другиот базен во Довлеџик. Значи кога се приближив до вратата за да вадам карта, имаше многу македонски народ, значи многу странци и чекам ред како и останатите луѓе што се во Република Македонија. Значи кога се доближив до вратата, обезбедувањето ме тргна настрана и ми кажа дека забрането е од газдата на базентот, дека немаме право да влеземе ние како роми. И јас тогаш му поставив прашање, зошто ти не можеш мене да ме пуштиш, поради која причина? Дали во мене гледаш, значи не добро облечен, значи пешкир немам, купачи немам, млечки немам, кои се тие услови да ми ги кажеш? Тој стана ми кажа дека значи забрането е од газдата да не ве пуштаме. Тогаш јас му поставив прашање. Јас значи ќе пуштам мој телефон, ќе снимаме, а ти ќе кажеш значи пред телефонот од газдата и кој е газдата и со кое име да се представи. Значи тој во тој момент мене ме игнорира, значи не коментира, не разговара, а сите странци и сите луѓе, значи то го гледаа, што ми се случува мене, и то мене најпоќе ме боли, значи многу сум, значи класично дискриминиран. Дечки! Зошто народот некој ги пуштате, некој не ги пуштате? Што е работата? Објаснете барем, речи за вака и вака. Дечки, со начрчината тебе ти изборуваме, брат, са не ни врати грб, значи не си фер. Ако имаш ти веќе од газдата закон за да не пушташ, објасни што се случува. И кој тој газда со име презиме да ни кажеш. Реджеп, значи немаме брат тука. Готово, Сега вака, сега ќе видиме како е што може да се луѓето. Чекај дечките да не ги снимаме. Дечки, аве кажи ни до кој програма, брат. Значи си го чуваш ти лепчето. Оркан! Брат, зошто вие како роми работите тука, бе? Аха. А ние ромите не смеме да влеземе внатре. Аха. Значи тие нас не гледат како луѓе, туку тие нас не гледат како во моментот тебе црна тренерка носам, како црни луѓе. Значи овде му сметат црната кожа и тоа е веќе за моје мислење класична дискриминација за нас за ромите. Значи не само јас исклучиво, значи и други од тој базен роми се вратени. Како се вика базенот? Значи базентот се вика Срце Довлеџик Битола. Дали за ова е известен некој? Дали е известен некој? Да, точно известен е. Значи невладината организација Бајрска светлина со помош, значи со нивните представници, значи ми помогна господинот Ремзи, значи со господинот Мустафа од Скопје, значи адвокат, и до РСС, до Европската Унија, значи до Маđarска, мислам, или Будимпешта, не знам каде. Значи овој случај е таму доставен и значи сакам, значи подетално овој случај да го видат сите роми по цел свет што постојат, дека ние немаме право
Значи, како и останатите луѓе, пошто ние финансиски не сме способни да одиме, например, на летување, еве Грција, например, Албанија. Еве, например, ние лично немаме возила да одиме, например, до Охрид. Значи, ние во градот, пошто има базен, и сакам да додам како и останатите луѓе, не ми се следува тоа право. И тука сум, значи, многу навреден, значи, многу тешко сум разочаран и многу понижувачки, значи, од луѓето, од народот, сите што ме гледаат мене, како ме отсрамуваат од базентот.